Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ова е значи квизот, само да видам како се викаше. Eurovision Song Challenge, јас сум вашиот водител. Тука се надпреварувачите, почнувајќи од таму Стаси, Анастасија Џабирски, понатаму Филип Поповски го имаме, Кики Кристина Мукаетова и Миха Гигов. Здраво, здраво, како се чувствувате? Одлично. Одлично. Жири комисијата е во состав јас. Продолжуваме понатаму. Првото прашање, поврзано со Евровизија, е: кое е најдоброто место на кое Македонија се нашла на сениорска Евровизија? Пишете во вашите... Да, боже. Како одма рибна. Полека, добро, полека. Полека. Значи, бараме, само да потенцирам, бараме на кое место биле. Бројка бараме. Полека. Почнуваме вака, полека почнуваме од Миха, еден по еден. Миха, твојот одговор е? 7 место, Тамара Тодевска. 7 место. Кики? Тамара Тодевска 7 место 2019. Филип? Тамара Тодевска 7 место 305 бода. 305 бода. Ау, чекај, ова веќе станува посериозно. Стаси? Тамара Тодевска со песната Proud 7 место, на семифиналот беше второ место, има 305 бода. Океј, ништо не знам. Сега ќе видиме кој е точното, да видиме точен одговор. 7 место! Сите добиваат по 100 бода. Одиме понатаму. Второ прашање. Кои беа први македонски представници на јуниорска Евровизија? Јас ке танцувам меѓу време. Јас се... Добро, полека, не кревајте раце, сите одиме. Добро, ајде. Аман. Како во училиште ме правите да се осеќам како наставник да сум. Наставник по физичко. Дали сме готови? Да. Океј, добро. Одиме еден по еден, почнувајќи пак од Миха ќе почнеме. Значи, кои беа првите македонски представници на Јуниор Евросонг? Македонски. Добро, ја мислам дека се Марија и Викторија Лоба. Марија Не ми текна на и презимето. Викторија Лоба. И не ти текна на презимето, На Марија. тоа ќе го земам во предвид. Марија на А беше, Марија на А? Автовска или Добро. Атанасовска и Викторија Лоба 2003 и завршија 12-то. Значи Марија на А. Добро, полек. Кој ти? Дали ти е конечен одговор? Ти се Зошто молам, така тече време. Дополнителни. Беше. Не знам место. Па ја мислам дека беше Викторија и Марија, ја мислам. Ама не знам дали беше. Во ред. И Стаси? Чо, Филип. Јас сум напишала Викторија и Марија, Викторија и Марија. исто Добро. така 2003. Добро, океј, да го видиме. Вистинскиот одговор. Марија Арцовска и Викторија Лоба. Ја мислам сите по 50 Само бода. за Јас го погодив и презимето. Ве молам, оставете го жири комисијата, на оставете кажете, за да кажете. се изјасне. Готово. Значи Кажам вака, автоска, мислам дека 100 ќе треба да добијат Миха и Кики, мислам дека. Што? Да. А по 50 ќе добијат Фичо и Стаси. Погодија на А. Се зезам, сите постојмат. Сите имаат по 100. Ова беше само една шега од жири комисијата. Продолжуваме понатаму. Ајде. Чекај да видиме, да смениме лист. Вели вака. Во историјата на Јуниор Евросонг, Да. значи во целата историја, дури 8 пати имаме завршено како Македонија на 12-то Да. место. Дали е вистина или не, тоа е прашањето. Само пишете да или не. Може да кажам прво? Полека, добро. Абе, полека. Бемо за... Оставиме малку јас да играм. Значи вака, мислам дека сите имате дава, како што гледам. Да. Ајде да кажи ти. Значи, јас сам вака кажам. Дека од вкупно 15 пати, 8 пати сме биле 12-то место, најдобро место ни било 5-то место, Да. а најлошо место ни било 17. 17-то. Вау. Значи, како ја знам? Подготвени. Некој тебе ти ги кажува прашања. Не. Не? Ај погледнеме. Ако е точно 1000 поени ќе добиеш. Може, ајде. Да видиме вака, да видиме. Полека. Вистинскиот одговор е вистина! Сите имаат точни. Не знам кој ќе победи во оваа игра, бидејќи сите точно одговараат. Одиме понатаму. Калиофи 2 пати беше представник на Македонија на Евровизија.
Технички 3 пати, ама тоа не ве интересира. 2 пати беше, 2 пати пееше. Кои беа годините? Пишете си и не давајте еден на друг да си гледате. Ова станува тешко веќе. Седма беше Каролина. Тешки прашања. Значи, кои беа годините во кои беше Калиопи 2 пати? Значи, полека добро, полека. Значи, запишете си само запишете си и кажете која ќе запишете, а знаете а што ќе правам во меѓу време. Јас ќе играм. Добро. 13 и 12. Колку се нам? Па тоа, 16 и 13. Да. ги местиш. Паметен си. Дали имаме сите или немаме? Да. Полека, добро. Ја да кажам Ајде вака. Кои беа годините во кои Калиопи беше представник? Одиме, ајде од Миха вака да го фаќаме цело време Ајде, редот. 16 и 13. 2016, 2013. Така мислам јас. Добро. Кики? 2016 или 2013 или 12. А ова е точен квиз со точни одговори. Значи вака. Нема или. Има или. Не, нема. Ајде, одлучи се за едно. Ајде. 2 и која? Кажи 2. 13 и 2 и 2013 и 2016? Да. Добро, готово, окей. Фичо? Не знам. Одговорот е не знал? Ми се добаја твојот одговор, окей? Стаси? Пишав не знам, но се присетив 2016, мислев 2003, но сите викаат 13, така да 13. 2003 беше Така, нека ви. Така, 13. Да не се наговорила. Да сме на сигурно. 13. 2003 беше Каролина. Бато. Но 2016 е сигурно. 2016 е сигурно. Бато. Окей. Вака. Калиопи, 2 години во кои беше наш представник се 2012 и 2016. Кама 12! За малку. Не, може сега да го смирам одговор. Не добиваш 50. Не Добиваш се 50. 50. Едната Ти нула добиваш. А за 2016? А за 16-та? Управо сте, 16 точно управо е. сте. Сите добивате по 5. 17 поени. Така ве пишуваме сите по 17 поени. Одиме понатаму. Не, Следно прашање. И Каролина беше 2 пати. Да. Кој е сопруг на Калиоп? Не. И Каролина беше и Каролина беше 2 пати. Во 2002 и 2007, вистина или не? Значи прашањето е дали не кажува и спиши си го. Значи дали Каролина беше 2002 и 2007, вистина или не? Значи 2002 и 2007, А 2007? само пишете да или не и чувајте за Па че е себе. 7, значи тоа е. Опа! Тешко прашање. Не, да. Кој ќе ги лапне по ените? Значи, окей. А ние знаеме, бе, ние пример да имаме наш одговор. Ки имаме наш одговор. Ја мислам дека е да. Ајде. Аз мислам дека е. Окей, да ги видиме одговорите. Миха, твојот одговор да или не? Па мислам дека не. Твојот одговор е не. Кики? Не, во 2003 беше и 2007. Да. Добро. Да. Да? Да? Па вајда не знам. Добро, кул, да видиме. Не сме на чисто, но мислам не. Не, добро, значи сите имаме не, Фичо има да. Да видиме кој е вистинскиот одговор. Да! Вау! Фичо влегува во сериозна предност. 100 бода за него. Така си мислам. 50 за другите. Како 50 нула? 50 дека 2007 е по... Не, Да. Убаво викаш, убаво викаш. Не. 25 за другите. Така си мислам. Добро. Одиме Баш понатаму. не е нула. Уште два, значи само уште 2 прашања има. Така да бидете тука сега фокусирани, Филип е во предност. Да. Во 2000 година XXL заврши на 15-то место на Евровизија. Значи 15 позиција 15. Океј. Колку поени има на крај на гласањето? Нема шанси ако го знаеш ова. Пиши го и не кажувај. Пишавме. Не е точно. Значи колку поени има XXL на крајот на гласањето?
Вчера ще ги гледав. Ке ве оставам да размислувате, а во меѓа време ке го подсетам. Што за да го подсетам. Oh yeah. Ке го подсетам. Дали имате? Да, сите разбираш. Сите различни имате? Најс. Хајде, Стаси, да почнуваме од тебе. Колку поени има XXL? 28. 28. Филип? 29. Кики? 26. Миха? Не знам дали 3 Ова шо бројка ти е? Не знам дали 3 или 9. 3 Па сега кажи, 23 или 29? Ајде. А Софички ќе бидам 29. Јас викам 26 или 23. сега не може едно. Ама, едно. Ке ти прифатиме, ајде, ке ти прифатиме. 26 или 23, добро, ајде. Леле, Значи, ќе биде 29? Мене првично ми беше 26 или 23? 29. 29 28 или 25. А они Добро. имат 50 бара. 25. Добро, полека. Да видиме колку поени има XXL, на вистина. 29! Сериозно се одалечува Филип веќе и ова е последното прашање. Последното прашање, окей, последно прашање. Кој е најдобриот резултат на Македонија на јуниорска Евровизија? Значи, на кое место најдобро Само сме се место? класирали? Само место. Не, само место. На кое место? Напишам? Јас? Да. Пето место. Добро, ајде, пето место ти. Пето место прати ми СМС и Динг Динг Донг. О, тоа се две различни места? Да, исто место имале. Два пати сме беше една по друга година. Една по друга. Да. 2007 и 2008 пето место. Енциклопедиско знаење. Имаш нешто да додадеш? Па знам дека Бобја беше СМС, Вау. Бојан Донов и не знам Не беше Може да се спакуваме и да си одиме. Јас само ќе кажам дека ако испадне пето место дека е стварно одговоров, ќе имаме на крај едно последно бонус прашање. Да видиме дали е пето место? Пето место два пати. Вау! И последно бонус прашање кое ќе одреди. Се ќе одреди. Последно прашање. Најопасно прашање за 1000, да, уште едно. За 1925 поени, кои што ги брише сите претходни поени. И само овие важат. Да, оде треба мрсен драмрол. Вака вика. Дали ќе имаме одличен настап на јуниорската Евровизија? Да? А точниот одговор е не знаеме, ќе дознаеме на 19 декември. Ова беше трик прашање очигледно. Валјда. Уште еднаш. се надеваме. Надеваме. Нормално дека ќе има. Ова е изморувало. Да. А кој е победник? Не ни кажа. Сите заедно. Така, што? да. Така и си. Така пишува и во сценариот.